Она што најмногу ме влече кон планинското трчање, особено на ултрадистанци, е предизвикот да бидеш толку долго време и на толку долга патека скоро самостојно во планина. После тоа себе надминувањето, значи да успееш да ги надминеш сите тие препреки на овој или на оној начин, било дали се физички, психолошки, временски и така натаму. И она што јас најмногу го сакам кај планинското трчање, тоа што имам непосреден контакт со природата. Од мали нозе сум активен во планина. Со моите родители и семејството одевме многу често Китка, Караџица, тие ни беа најблиски планини кои што ги посетувавме. 2014-та заедно со уште 14 други планинари ја изодевме Западната македонска трансверзала, која што е една од најголемите и најтешките на Балканот. Тоа имаше еден убав импакт во мојот живот. Истата година веќе есенскиот дел некако сакав да направам некоја промена во целокупниот тек на животот. Имав проблем и сакав да ги откажам цигарите, конечно. Идејата беше да се најде нешто ново, да се започне некоја активност на поредовно ниво. На интернет некаде најдов информација дека се одржува планинска трка во Прилеп, се вика Крали Марко Трейлс, и во должина од 65 километри. Некако ми делуваше многу диво и интересно. Се пријавив и започнав да тренирам и така практично се запознав со планинското трчање. Практично од 2015 па наваму, кога патувам, одам да трчам. Одморот го конструираме така да одиме да трчаме, дали на некој надпреварување или самостојно, не е важно. Значи, битно мора да има некоја активност во целиот одмор. И мислам дека тоа ми представува најубав и најрелаксиран начин за да доживеам некој предел. Покрај тоа се запознаваме доста и со други луѓе од тие места, правиме одлични нови пријателства и нови релации, и ги покануваме да дојдат на нашите трки, на нашите планини, да можат да ги искусат и нашите предели. Покрај Водно, што ми е најблиско до дома, една од најубавите планини за трчање и за рекреирање ми е Шарпланина. Од цела Шарпланина, која што е негде околу 80 до 100 километри, најубав врв ми е Љуботен, врвот кој што воедно е и на грбот на Скопје. Тоа е еден од најимпозантните врвови на Шара и самиот почеток на Шарпланина, воедно и почеток на Вија Динарика во нашата држава. Во текот на годините, покрај организирање на трки на домашнава сцена, секогаш и ние сме оделе во многу делови од Европа и Балканот. Секогаш имаме одлична размена на луѓе, на планински тркачи, и преку планинското трчање имаме направено огромен број на пријателства. Пријателствата што се прават особено кога ќе се направат на трка, во некои специфични и потешки услови, секогаш се долгорочни, но сепак сметам дека прифаќањето и справувањето со овие предизвици не само што ми имаат развиено како подобар планинар и тркач, ми имаат развиено и во сите други сегменти од мојот живот. За разлика од трчањето во урбана средина, планинсково трчање секогаш те носи на некои многу поизолирани и позахтевни места и локации, каде што секогаш си справен со многу поголеми предизвици.
Македонија нуди сериозна авантура и преку планинското трчање навистина ги откриваме нашите вистински туристички потенцијали и вредности. You did it! Yeah. Hello, hello. I'm Sonia. Hey, bravo. Thank you. Welcome for the dinner. Yes, so she's coming with some. Oh, it's Igor. Oh,